Стартот на економската и буџетска година со старите проблеми. Цените растат, платите стагнираат. Повлечена е и втората транша од унгарскиот кредит од 500 милиони евра за отплата на стар долг од меѓународните кредитори. Но затоа нефункционални се најавените кредитирање на компаниите од 250 милиони евра и уште толку за развој на општините. Расте и вкупната задолженост и очекуван пораст на буџетскиот дефицит од 4%. Тоа значи дека државната каса ќе биде во минус за нови 600 милиони евра, а веројатно и повеќе. Во ова издание на Трин гостин е председателот на Сојузот на стопански комори Трајан Ангеловски. Господин Ангеловски, добре дојдовте во емисијата. Добре најдов, ви благодарам на поканата. Вашиот колега од Стопанската комора Азевски се подмладува со ТВ подкаст. Дали може би ќе ги следите неговите стапки? Може ќе запловите во новинарските води? Ние сме професионалци пред да дојдеме на овие позиции како председатели на Сојуз на стопански комори, така да се трудиме да бидеме активни во бизнисот, а не во некои работи кои излегуваат од нашите професионални ангажмани кои ги имаме секојдневно. Нема намалување на цените во големите марките, а малите одат по нивни стапки. Дали постои картелско поврзување меѓу газдите и зошто како асоциација не реагиравте во изминатиот период? Во однос на цените и движењето на цените, особено ако е таргетот прехранбените производи, ние во повеќе наврати сме сигнализирале дека цените во нашите маркети, не поради самите маркети, поради поставеноста на самиот пазар, се на високо ниво. Зошто? Имаме прво енормно намалено домашно производство на многу прехранбени производи. Дали станува збор за житарици, дали станува збор за месо, дали станува збор за млеко и останати производи. Ослонети сме во најголем дел на увоз на овие производи, а последна точка од целата оваа реченица е имаме едни од највисоките царински стапки и на крајот на денот цените во нашите маркети се можда едни од највисоките во регионот, повисоки отколку овие земји наши соседи како Грција, Бугарија и така натаму, и дефинитивно нашите институции мораат да го реформираат пазарот. Не станува збор да не ја префрламе темата на погрешен колосек, дека некој картелски се здружувал. Ако некој картелски се здружувал, во тој случај ова е слободна економија, слободен пазар, нека се створи нов маркет, нов економски оператор и нека им му ги преземе клиентите на овие кои картелски се здружиле евентуално. Меѓутоа бевте гласни во однос на владината мерка за замрзнување на цените на производите. Би сакал да ве потсетам на замрзнувањето на цените. Се сеќавате пред отприлика година и нешто кога Министерството ги замрзна цените на зеленчукот и на овошјето? Што се случи во тој момент? Маркетите останаа празни. Веројатно увозниците увезувале по нереално ниски цени или по фингирани цени. Министерството ги замрзна цените на тоа ниво според документите кое е веројатно нереално и маркетите останаа празни. Фали надзор сериозен од надлежните институции, како Царинската управа, уште еднаш нагласувам, реформа на царинската тарифа. Значи, мора нашите царински стапки да бидат конкурентни и на исто ниво со останатите земји од нашето соседство и од европските земји. Не можеме ние да имаме енормно високи царински стапки кои ќе представуваат мотив за овие економски оператори да се занимаваат со нивно избегнување. Значи, мора да бидат поставени на реално ниво за да му овозможат на компаниите конкуренција помеѓу нив и ние на тој начин да добиеме производи по конкурентни цени. Дали постои двоен морал? Фирмите постојано добиваат неповратни буџетски субвенции, но никој не ги намалува цените ни производителите, ниту пак трговците. Кој најмногу трие раце? Институциите во оваа земја имаат во нивниот опис на задачи кои треба да ги извршуваат. Не име само собирање на даноците, туку овие институции треба да инвестираат во сопствената економија и да ги поддржуваат економските оператори, се со цел во следниот временски период
да може да соберат адекватни даночни приходи од истите тие компании. Значи, онаму каде што евентуално е детектирано дека има злоупотреба, ги охрабруваме институциите да си настапат и да ја утврдат таа злоупотреба, меѓутоа најголемиот дел од компаниите работат според законските прописи и мислам дека нивната поддршка мора да продолжи во следниот временски период. Од каде ви информацијата, врз основа на што темелите информацијата дека најголемиот дел од компаниите работат според законски правила? Од оние информации кои доаѓаат според до нас. Сега, ние нити имаме истражни механизми, нити сме орган на прогонот, едноставно од информативен карактер информации кои доаѓаат. Дел од функционерите на комората беа прилично еуфорични за одобрување на кредитната линија од Унгарија. Ве прашувам како менаџер, дали би подигнале кредит ако не сте направиле претходно план, договор, концепт како ќе ги користите средствата? Ниеден кредит не се подига без план, без концепт и без бизнис план. Така да, дефинитивно, овој кредит како почетна точка за инвестирање го оценуваме како исклучително поволен по неколку основи. Тоа е неговата рочност, која е на 15 години, каматната стапка која во овој момент е една од најниските и, за жал, македонската економија во сите овие години наназад има најниски стапки на раст во однос на сите останати земји од нашето соседство. Ние мора да се обидеме на активен начин да го промениме ова и нашата економија да стане една од најбрзо растечките. Тоа е во интерес на сите нас. Не е во интерес само на компаниите, тоа е во интерес на македонската економија и во интерес на македонската држава. Тоа е стратешко државно прашање. Каква е штетата поради замрзнување на 500 милиони евра од унгарскиот кредит? Нашата администрација е прилично позната по своите процедури, дека секогаш работите одат временски не баш ограничено, така да очекуваме во следните месец, 2, 3 да се активира тој кредит. Меѓутоа, никогаш досега не било тоа, знаете, на дугме, па стиснете, па... Затоа што најавите беа дека половина милион евра за општините и за компаниите ќе легнат на почетокот на оваа година. Еве веќе завршува месец јануари, а средствата стојат уште на сметка. Мислам дека е ова прашање за Министерката за финансии и за Македонската банка за поддршка на развојот. И тие може да дадат детална информација, веројатно кај се средствата и зошто не се пуштени. Ние, како стопанственици, ги очекуваме ден порано. Сметаме дека тие ќе представуваат навистина квалитетен импулс во нашата економија, затоа што ќе се раздвижи еден голем циклус на инвестиции, кога вие инвестирате во објекти, во основни средства, во трајни средства, ангажирате подизведувачи, вашите подизведувачи ангажираат нивни подизведувачи. Навистина, во голем дел од компаниите ќе се почувствува позитивно и овие 250 милиона нема еднократно да поминат само низ еден круг или циклус на компании. Сметаме дека навистина ќе има позитивен ефект. Некои од банките направија блок кон владиниот концепт за користење на кредитот од Унгарија, но дали истите банки државата индиректно ги штити што не плаќа солидарен данок? Не знам, тој солидарен данок, мислам, еве гледате и во Уставниот суд е спорен по неколку основи. Прво, солидарниот данок е ван сите правни нормативи и јас кој не сум правник, сум инженер, основно правило е дека не можеш да ги носиш нормативите и да важат ретроактивно, значи тоа е невидено и во нашата правна теорија и веројатно и во светската. И веројатно една од веројатностите е дека ќе падне тој данок, па можда и државата ќе треба да го враќа на крајот на денот. И тоа беше и дискусијата и во моментите на воведување. Второ, европската директива беше за оние нереални цени за енергентите кои се наплатуваа за време на енергетската криза пред 2 години. Во нашава земја, за жал или за среќа, немаше премногу или скоро воопшто да немаше такви компании. Така да, навистина, ние не гледаме
употребната вредност на овој данок, освен што предизвика еден лош преседан, ништо корисно не го веде. Во последнава декада се одобрени неколку стотици милиони субвенции во аграрот, но имаме и над 65% необработливо земјиште, 1 милиарда увоз на храна годишно. Каде е вината? И сега на ова што го рековте, ќе надодадеме дека од страна на државата и од одредени државни функционери во изминатиот временски период, за жал се мотивираше инсталација на обновливи извори на енергија на земјоделско земјиште. Ако нешто Европската Унија не дозволува, земјоделското земјиште кое треба да служи за производство на храна, да кажам примери, Кочанско, Штипско, Битолско, во Пелагонија, во нашата најголема житница, се случува да се инсталираат масовно фотоволтаични системи. А од друга страна, им забранувате на домакинствата да инсталираат на нивните домови, кои може да допринесат со навистина огромни количини на производство на оваа енергија на крововите, а крововите се знаете. Крововите сте поставиле фотоволтаици или не, на тоа место ќе бидат и на тој начин дополнително го пропастуваме земјоделското земјиште. И сето ова што го рековте доведува до еден логичен заклучок дека ако продолжиме со ова темпо, да не зачудува дека можеме да дојдеме во ситуација да останеме и без храна или од ден на ден количините на наша домашна произведена храна се намалува. Истото се случува со нашиот најпознат извозен производ од земјоделството, виното. Количините на произведено грозје од година на година енормно се намалува, така да едно време ако им забранувавме на земјоделците да го извезуваат грозјето во таква сирова состојба, сега ќе се доведеме до ситуација да нашите винари нема од кого да откупат. Препознавате криминал и спрега меѓу партиските врхушки и неконтролираните фармери и трговци? Не знам, не можам конкретно да кажам, меѓутоа за жал корупцијата и криминалот во нашава земја е на прилично високо ниво и најголема последица зошто ние не растеме како држава, како економија, веројатно се должи на ова. И знаете, немојте да го очекувате криминалот од некој мал трговец. Криминалот и корупцијата се случува на највисоките позиции, каде што вие имате можност со еден подпис, со едно климање на глава или со една едноставна одлука, имавме и во изминатиот временски период да фирми на роднини, на највисоки политичари им се доделуваат тендери, така да... Велите дека криминалот и корупцијата е на највисоко ниво. Во текот на разговорот слушнав од вас дека имате забелешки околу административно-бирократските процедури и бавноста во испораката на услугите на компаниите. Па тоа е, мислам дека е една од најголемите болки во нашето економско живење, значи бирократијата, спорите процедури, тенденциозно негативно толкување на законите. Некогаш се носат европски закони, текстот е напишан и преводот е европски, а примената е балканска или македонска. Вклучително искуствата ќе видиме како ќе биде со законот на нефер трговски практики. Значи таму има одреден круг на производи каде што треба да се елиминираат одредени бариери, треба да се толкува и веднаш излегува со толкувања, квази тумачења и така натаму надвор од економската логика. Меѓутоа ние ги охрабруваме институциите да ги применуваат законите на најдобар можен европски начин. Како функционира во западните земји, доколку сакаме да се асоцираме со Европската Унија, мораме да ги применуваме законите на таков начин. Господин Ангеловски, колку во порастот на криминалот удел има и спрегата меѓу газда, извршна власт, суди? Не можам тоа да го кажам колку има спрега, меѓутоа дефинитивно судството ние гледате на најниски можни граници. Ние компаниите секогаш се обидуваме, значи да
бидеме максимално внимателни, затоа што до сега корпоративното искуство говори, ако влезете во судските лавиринти, ретко кога вие можете да ја добиете таа загарантирана правда, да го одбраните капиталот или некои други постапки и така натаму. Така да, дефинитивно тука ни треба длабока реформа. Држава без судство, мислам дека е неспојиво и нефункционално, дефинитивно. Може ли да стигнеме до економски раст од 3,7 на 100 и што е под нивото на, веројатно, во моментов исплатливост и одржливост во плаќање на надворешниот долг, кој е релативно висок? Се што гледате, што почнува економски раст на 3, на 2, на 1, рачунајте го дека е 0. Значи, за македонскава економија такви стапки на раст воопшто немаат никакво влијание. 3% ништо не мораме да правиме, само да купуваме во маркетите, ќе имаме ние 3% на раст. За оваа економија, се што е над 4, 5, 6, 7%, ние ќе можеме да го почувствуваме и ќе може да се види преку изградба на квалитетна инфраструктура, изградба на нови економски капацитети и се останато. Ние сме последни, уште еднаш нагласувам, од сите економии во нашиот регион, а нашиот регион е еден од економски најзаостанатите во Европа. Значи, ние можност за задоволство да се чувствуваме дека сме завршиле добра работа, навистина не постои. Во едно ваше интервју за Капитал, насловено со ваше уверување дека можеме да бидеме економски тигар во регионот. Верувате во ова? Да. Како? Па, навистина верувам. Тамо во тоа интервју има можда едно 20 точки каде што ги детектиравме, каде сметаме дека постојат реални проблеми и каде што треба да се делува во спротивен правец од тие настанати проблематични ситуации и како може да се реформира. Ние имаме земја каде што символот на нашето знаме е сонцето. Во светот во овој момент, ако во нешто се инвестира во обновливи извори на енергија. Ние наместо да развиваме квалитетно земјоделство, ние инвестираме обновливи извори, ама на земјоделско земјиште, за да останеме без храна. Таму каде што треба да инвестираме за сопствени потреби на домакинствата, да го намалиме квантумот и така натаму, тоа не го правиме. Имаше пред 2 или 3 години еден министер, тогашен за економија, со тогашниот вице-премиер, излегува на телевизија и тврдеа дека не инвестирајте во обновливи извори на енергија, затоа што тоа лето, изјавата беше дадена на пролет, тоа лето цената на електричната енергија ќе била 0. 3 години помина, ние очекуваме да дојде таа 0, ама никако не доаѓа. А сега да бидеме малце искрени, во истото време додека се дава таа изјава, се купуваат, овие двајца купуваат локации во Источна Македонија за инвестирање на обновливи извори енергија. Навистина не е коректно да се однесуваме на тој начин. Ни требаат вистински методи за реално сите ние да инвестираме на транспарентен, на реален начин. Нашава земја е една од најнеизградените. Ние имаме многу работа да ја изградиме нашава земја и да ја доведеме на одредено пристојно ниво. А во однос на одредени методи, во однос на царинската тарифа ја спомнав. Ние имаме една од највисоките царински тарифи во Европа. Ние се однесуваме како да сме остров на Атлантски океан. На дневна база наши граѓани пазарат по маркетите во Грција, Бугарија, Србија. Затоа што за одредени ставки се покажува дека во тие маркети цените се пониски. Колку губиме ние во однос на ДДВ, во однос на тоа што не е таа стока купена во наши компании, во наши маркети? Направил некоја анализа? Треба да го смениме концептот на функционирање. Дали е ова, дали е онаа влада, нас ни треба нов правец на делување. Зарем за вас, како стопанственик, бизнисмен, како претседател на Сојуз на стопански комори, не ве загрижува високата стапка на задолженост од речиси 70%. Висок буџетски дефицит,
кој се провлекува неколку години поред, кој стига речиси до 5%. Ај вака едно прашање да поставим. Дали сите не треба да не загрижува, а секоја година ние имаме буџетски дефицит. А по целата економска логика која постои на светов, една година треба да имаш буџетски дефицит, ама следната логично е да имаш буџетски суфицит па да го вратиш оној дефицит од изминатата година. Ние 30 години имаме буџетски дефицит. Дали е тоа одржливо? Дали има логика да се постапува на тој начин? Сите ги плаќаме даноците, а што е проблемот да биде 0-0? Зошто ние не се трудиме да имаме суфицит во буџетот? Па каде завршуваат средствата тогаш? Не знам. Тоа е прашање за оние кои биле министри и веројатно државниот ревизор може да ви објасни во сите оние негови извештаи каде завршуваат. И ќе видите на почнати проекти незавршени, на платени камати за нешто што не се гради и никој не одговара во оваа држава. Не е проблемот што ќе одговара за неплатените камати. Никој не одговара затоа што народов му давал плата, колку институции вие имате аплицирале во буџетот за одредени вредности и одобрени му се и не ги исполниле тие проекти и земале тие институции полна плата. Што работеле тие кога не ги аплицирале средствата, не ги завршиле проектите така натаму? Зошто да добијат цела плата на незавршени проекти? Дали вие ќе добиете цела плата доколку снимите една емисија, а не снимите 4 месеца? Логично е тоа. Значи мораме да се научиме да функционираме како во државен, така во приватен, да функционира горе-доле по учинок, по ефективност на работење. Државната администрација од ова ниво дефинитивно мора да се редуцира. Ги гледаме примерите со Словенија, земји од наша димензија, колкава државна администрација имат. Дигитализација. Вие да поднесите барање за обновливи извори, е сега популарно, и вие имате тамо во една варијанта 40, 50, 60, 80 документи, е скратена 25. Па, освен еден или два од тие документи, сите останати документи се од она министерство да ги однесете во ова министерство, во ова институција. Што сме ние, поштари? Па нека ги разменат сами измеѓу себе. Нека си воведат дигитален систем, ние само да го поднесиме барањето, они нека си се информираат меѓусебно дали ги исполнуваш барањата, дали ова имаш, дали ова, и нека ти ја издаде лиценцата. Значи, мораме да се научиме Естонија како функционира, Холандија како функционира. Ние многу заостануваме. Освен што заостануваме, па и не се трудиме да го надокнадиме за остатокот. Мислам дека ни фали. Така да насловот во Капитал сметам дека е многу реален и многу достижен. А од нас зависи дали ќе бидеме економски тигар или ќе се задоволуваме со навистина многу лоши резултати и ќе се тешиме дека може да не сме можеле повеќе и секогаш има од лошо по лошо. Има и од добро подобро, има и од лошо по лошо. Трајан Ангеловски, претседател на Сојуз на стопански комори, јаве што ќе гледате по кратката пауза за реклами во продолжение. За жал, не може да се каже дека нашите интелектуалци успеа да ја изборат таа позиција на независност. И доброволно многу често се ставија во некакви манипулативни политички процеси. Поларизацијата е еден од клучните механизми на оние кои што владеат, оние кои што управуваат со државата. Така што поделбата на наши и ваши е еден од механизмите за манипулирање, за разделување и за успешно владење.